Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме повторно за биткоин. Како што рековме, тоа е најбитната валута во криптосветот и истата го диригира на некој начин целиот тек на пазарот на криптовалутите, со тоа што прво мораме да се вратиме на оние основи за кои што разговаравме на почетокот. Сега ќе разговараме малку повторно, затоа што гледам дека многу од луѓето кои што го следат овој канал не можат да разберат дека прво и најбитно, овој канал не е наменет за дневни сигнали од типот јас ви кажувам, а вие тргувате. Значи, нашиот канал конкретно е претежно инвестиционен канал, иако се тоа што ние го користиме може да биде користено во тргување, ние тоа не го правиме, ниту пак ви кажуваме вие да го правите. Значи, имаше коментари од типот дека не сме ги погодиле сигналите на дневна база. Значи, дневна анализа значи користење на вестите кои што ги имаме, индикаторите и на некој начин анализа на самиот чарт и оние формации кои што се појавуваат во однос на тоа што може да се очекува. Никој не може да го погоди маркетот и никој не може да каже дали истиот ќе оди нагоре или надоле постојано, посебно колку е помал временскиот период во кој што се обидуваме да го представиме тоа. Значи, на дневна база, на часовна база, тоа е скоро невозможно. Кој може да го направи тоа, секој е чест. Значи, ние оно што го гледаме овдека и оно што го анализираме е од макро тип. Значи, оно што го гледате и анализата е направена на макро ниво. Што значи дека, кога велиме наскоро, тоа не значи денес, наскоро значи во идниот период, недела до месец. Значи, ова што гледате вие на макро ниво, на еден чарт, најчесто, значи, доколку чартот е на неделно ниво, за една свеќа да одигра и да видиме што ќе се случи понатаму, ни е потребна една недела за да завршиме само една од овие свеќи. Што значи дека кога јас кажам дека ќе има повторно пат наскоро, тоа значи дека во наредниве неколку свеќи пред тебе да речеме допирот на оваа линија тренд надолу, ќе имаме повторен пат. Што значи дека повторно ќе имаме потребни барем уште 2 недели за да видиме тоа дали ќе се случи. Значи, не можам да ви кажам точно кога би се случило, она што значи наскоро во оваа ситуација е дека можеме да очекуваме во наредната промена на неколку свеќи. Доколку тоа го кажеме на неделно ниво, значи тоа значи дека на неколку неделни свеќи очекуваме да имаме промена на цената надолу. Дополнително она што мораме да го разбереме е дека секогаш има шанса цената да се движи нагоре или надолу во однос со тоа како се менуваат вестите и со тоа и цената сама по себе реагира на овие вести. Значи, доколку кажам дека има шанса да се придвижи цената нагоре, тоа не значи дека сум кажал цената ќе се придвижи нагоре. Само ви кажувам дека доколку има шанса цената да се придвижи нагоре, како во оваа ситуација, ќе се приближи до горната граница на Болинџер бендот. Тоа не значи дека сум ви рекол дека сигурно цената ќе се придвижи нагоре до Болинџер бендот. Исто и обратно. Јас ви кажувам кои се границите во кои што цена да се движи и што е она што ние како група очекуваме според нашата анализа. Останува на вас да направите сопствена анализа и да одлучите што мислите да направите во однос на самиот криптопазар. Значи, овие работи мораме да ги разјасниме и мораме уште еднаш да напоменеме дека она ние што ви го кажуваме како анализа е за вие сами да научите да правите анализа и со тоа сами да не зависите од она што некој би го кажал вас како анализа. Значи, тоа е се што се обидуваме да направиме. Ова не е финансиски совет, ние не ви кажуваме како да тргувате, ние ви кажуваме како ние тргуваме. А дали тоа вие сакате да го правите како нас, тоа останува сосема на вас. Направете собствена анализа и донесете собствени заклучоци. Тоа е се што се обидуваме да ве научиме на овој канал. Затоа што ги трнавме овие работи и мислам дека се многу појасни после ова, верувам дека ќе треба да го повторам уште милион пати, затоа што има многу нови гледачи кои што доаѓаат, кои што се уште не се во тек со она што го работиме и нормално верувам дека поголемиот дел од вас се уште не ги погледнале едукационите видеа, затоа мораме да ги повторуваме овие работи постојано, за да немаме недоразбирање од типот да ова е канал за сигнали или ние ви кажуваме што да правите или како да речи ништо од тоа не е вистина. Сега, значи да се вратиме на анализата на биткоин. Денеска ќе разговараме во однос на макро ниво и ќе направиме мал експеримент. Значи, многу едноставно. Во однос на тоа, затоа што верувам дека многу од вас на некој начин ќе изгубат внимание од почетокот до крајот на овој видео, затоа што имаме многу работи да прегледаме и да видиме каква е моментално ситуацијата на биткоин и зошто ние очекуваме истиот да падне. Значи, затоа дополнително ќе го отвориме и овој ноутпад, каде што ќе запишеме колку имаме на некој начин можности за позитивна корекција, а колку за негативна корекција. Во однос на тоа што го гледаме како макро ниво
ќе видиме колку повеќе имаме за едната или за другата страна и нормално во однос на тоа која страна би превладувала, тоа би било она што ние го очекуваме да се случи на пазарот. Сега, ќе почнем на 4 часовен чарт, што значи повторно, не е ова заради тргување, ова само сакам да ви кажам дека моментално имаме некои случаи на 4 часовниот чарт кои што се битни за поголемите часовни вредности на овој чарт. Значи, овој канал во кој што се движевме, ако се сеќавате од претходните анализи, цената го проби надолу и ние очекувавме веднаш да се придвижи надолу после оваа корекција, што и се случи. Значи имаме, како што до сега, ако сте гледали основните видеа за трендови, за практично кршење на трендови информации, со кршење на овој тренд од каналот во кој што се движеше нагоре цената на биткоин, добивме корекција по која што цената се придвижи надоле до дното на акумулационото поле, во кое што очекуваме, како што рековме, да го акумулираме биткоин. Значи, од самиот почеток на каналот, уште пред овој пат, рековме дека ова ќе ни биде акумулационото поле во кое што очекуваме да го акумулираме биткоин и гледате, се наоѓа точно на долната граница на истото. Значи, она што го кажуваме и она што го анализираме, гледате дека се случува. Иако не може секогаш да бидеме 100% точни. Значи, ние тоа го правиме постепено и гледаме моментално што се случува и според тоа кажуваме што гледаме на чартот. Значи, ние не кажуваме ништо повеќе од тоа. Сега, тоа се вратиме на дневно ниво. Се сеќавате, разговаравме во однос на овој паѓачки, значи паѓачки флег, за тоа веќе разговаравме како можеме истиот да го измериме. Значи рековме од оваа точка до точката каде што е формиран самиот паѓачки флег, знаме, и истиот во моментот кога пробил надолу, овде, ова е првиот сегмент каде што пробил надолу, значи без ова е корекцијата, потоа имаме пробивање на самиот флег, на самото знаме надолу, и како што може да видите самиот јарбол измерен од горната страна, значи буквално ни дава цена од $20,000 која што очекуваме, значи, да се случи на дневно ниво. Како што може да видите, тоа е информацијата која што очекуваме да ја исполниме. Доколку ги гледавте оние видеа за кои што разговаравме овој викенд, ќе видевте дека, значи, една од оние информации кои што многу често се случуваат во Bear и Bull значи, маркети се флег формациите, односно знаме формацијата, како и овдека, каде што имаме, значи, знаме на дневен тайм зон, значи на дневен тайм чарт. Тоа е првиот кој што ни покажува дека ќе имаме надолу паѓање околу 20,000. Сега, како што можеме да видиме, значи ова е самата корекција на Фибоначи и се обидуваме да видиме, значи, кога ќе добиеме поголема. Она што, например, многу од луѓето многу погрешно го сватиле, што се обидов да го објаснам, е дека доколку биткоин се придвижи нагоре, рековме дека Фибоначи секвенцата од горниот сегмент на овој пад, односно овде, тоа е 48,000, она што го достигнавме на 29 март, значи тој пад и неговата секвенца ни покажува дека ќе направиме корекција барем до 38%, односно 0,382, за да можеме да се придвижиме надолу подлабоко. Значи, затоа реков, доколку оваа корекција во каналот се придвижи нагоре, веруваме дека тоа би било максималното до каде што може да стаса пред да продолжи се движи нагоре. Она што многу од гледачите го сватиле дека ние очекуваме дека тоа сигурно ќе се случи. Не, значи тоа е само можност, како што рековме, ова е бран. Никогаш не оди само надолу, никогаш не оди само нагоре. Мораме да го следиме истиот за да видиме што понатаму ќе се случи, што моментално и го правиме. Значи, се уште се наоѓа, како што може да видите на ова ниво, на 23%, кое што е многу слабо ниво, најслабото ниво на Фибоначи секвенцата, и затоа многу често се очекува истото да биде скршено, и ова е првото јако ниво од кое што може да се добие постојана корекција во истиот правец во кој што веќе се движел овој бран надолу. Значи, движење надолу се враќа до 38,2 и се придвижува до следната негова мета. Значи, тоа е она што се обидувам да ви го објаснам, дека не е многу едноставно она само да се свати како значи ќе се придвижи во оваа насока, тоа е тоа завршено видеото. Затоа и видеата се многу долги, затоа што како што може видите анализите се тешки за правење. Значи има многу сегменти кои што мора да се земат во предвид за да можеме да видиме што точно се случува на чартот. Значи доколку го направиме Фибоначи секвенца, ова го правиме заедно во исто време. Значи доколку го направиме Фибоначи секвенца од претходниот пат, гледаме ли каде се наоѓа моментално првата мета на
ова е практично првата цел, доколку ова беше крајната дестинација, крајната корекција на претходниот пат, значи метата на следната Фибоначи секвенција од овој пат до овој максимален раст, ние моментално 21.755, што на некој начин кореспондира со близина на ова ниво од 20.000 што очекуваме да го достигне, пред да продолжи да се движи нагоре по 200 неделната средна вредност, за која што разговаравме неколку пати досега, ќе се вратиме на тоа и уште еднаш. Значи, нема да го сметам за позитивна корекција, затоа што уопште не успеа да ја пробие ова 0,23%, значи 23% не успеа да го пробие и се придвижи надолу. Што значи дека овдека Фибоначи секвенцата дополнително ни покажува дека доколку ова беше крајната значи корекција нагоре, истата продолжи надолу, првото ниво на кое што како цел ни се појавува на Фибоначи секвенцата на дневна временска зона, значи Фиб ни покажува на дневна временска зона 21.000. Значи и тоа ни покажува дека овој бран надолу ќе го придвижи цената до 21.000. Сега ќе вратиме назад затоа што се уште не сме сигурни дека ваквата значи корекција е завршена, мораме да видиме и понатаму што ќе се случи, затоа што гледате дека цената едноставно не може да пробие и да се задржи на 30.000. Затоа ќе позборуваме и понатаму зашто тоа се случува, но нели постепено. Да не заборавиме, на дневна база, доколку го погледнеме Market Cipher, гледате што се случува. Значи, сток RSI е веќе во длабок oversold, односно препродаден. RSI моментално е на некоја неутрална вредност од 40, затоа истиот не можеме да го земеме во предвид. Додека овдека се уште имаме значи движење нагоре, но сме далеку од нулата, а во исто време имаме негативен money flow и тоа длабок негативен money flow. Единствено што можеме да видиме дека е на некој начин исклучиво позитивно е VWAP линијата, односно ова линија за брз трейд, како што може да видите овдека е повторно отворена да се движи нагоре, и овој плав бран на движење на самата цена се уште е на некој начин во нагорен тек, но како што можеме да видиме истиот веќе имал обид да се скрши надолу, односно да направи преклоп со црвена точка која што повторно ќе го бутне цената надолу. Сега ова на некој начин можеме да сметаме за неутрален индикатор, затоа што како што може да видите имаме делови кои што се позитивни, а делови кои што се негативни, затоа истите и нема да ги земеме во предвид. Уште една работа која што заборавив да ја кажам на 4 часовниот чарт. Значи многу битно, нешто што претходно не го спомнавме во однос на Болинџер бендот доколку истиот се најде во ваков тесен сегмент, истиот е спремен за пробив на едната или на другата страна. Односно, доколку се вратите наназад во било кој дел од сегментите каде што имаме Болинџер бенд на еден чарт, секогаш кога ќе стане, значи од овој голем бран, широк, се повеќе и повеќе се стеснува. Колку е поголемо стеснувањето, толку е поголема веројатноста дека ќе се случи пробив на цената надоле или нагору, и тоа многу голем. Сега, исто и ова е неутрално, затоа што никогаш не можеме да бидеме сигурни дали тоа ќе случи надоле или нагоре, иако моментално како што можеме да видиме, цената не може да го пробие средниот дел на Болинџер бендот и неколку пати веќе беше одбиена надолу. Гледаме дека повторно имаме обид моментално, но ќе видиме за тоа. Ово е на некој начин неутрален индикатор, затоа што е плюс на 4 часа, значи истиот не е толку веродостоен за да можеме да го земеме целосно во предвид. Сега, што можеме да видиме од VPVR-от? Значи VPVR-от моментално е на некој начин, како што можеме да видиме овој сегмент. Значи, чисто ќе направиме вака. Значи, овој сегмент, гледате овој голем сегмент на трговија, најголемиот сегмент на трговија, се наоѓа точно над 30.000, гледате. Значи, точно над 30.000. Ово, како што можеме да видиме, овде представува голема пречка за цената да се придвижи нагоре. Што значи дека и VPVR-от многу поголема веројатност има цената да продолжи надолу, каде што имаме многу помал обем на трговија, односно, ако се сеќавате овде, цената на макро ниво, значи, да се вратиме назад да видиме што точно станува збор, значи на макро ниво, цената овдека има многу малку тргувано. Тргуваше само кратко за време на летниот период во 2021 година и пред тоа имавме уште една корекција на почетокот на бул маркетот овде. Значи, како што може да видите овдека во овој сегмент од 20 до 30 имаме многу мал обем на трговија, што значи дека нема да имаме голема поддршка за цената да се задржи на ова ниво. Со тоа јас лично сметам дека VPVR дополнително влијае на тоа цената да падне во овој сегмент, каде што имаме многу помал обем, каде што нема едноставно што да ја задржи цената за нејзино падење практично, и
Нели, затоа и очекуваме подлабока корекција надолу. Значи јас ова на пример го сметам исклучиво за уште една причина зошто верувам дека цената ќе продолжи да се движи надолу. Значи можеме да ставиме VPVR на дневно ниво, кој што моментално ни покажува дека нагоре цената има пречка, за разлика од тоа што надолу има многу помала. Сега, тоа е на некој начин оно што можеме да го видиме моментално на дневно ниво. Значи, се наоѓаме точно во овој сегмент во кој што рековме дека цената ќе се задржи. Како што може да видите, целиот овој сегмент претходно беше поддршка, сега моментално долната граница на истиот е поддршка за цената во овој сегмент каде што се наоѓа моментално. И да се навратиме повторно на неделно ниво, затоа ќе го објасниме во вториот сегмент од чартот каде што ги имаме 4MA показателите и ќе ни покажат моментално каде се движи 200 неделната средна вредност, затоа што имаме нова недела. Сега, значи моментално на неделно ниво што можеме да видиме на овој чарт? Гледаме дека овој тренд се уште не е ни допрен во целиот овој сегмент од 4 недели. И моментално имаме огромен пат од 8 последователни недели надолу, што е моментално рекорд. Никогаш досега немало видено таков рекорд, имаме еден претходно од 6 недели. Значи овој тренд нема да го сметаме моментално за еден од показателите дека ќе имаме падање на цената надолу, затоа што истиот не е повторно тестиран. Кога ќе добиеме повторен неуспешен тест како во овие две свеки, тогаш истиот ќе го земеме во предвид во однос на падање на цената надолу понатаму, затоа што како што можеме да видиме се наоѓаме на долната страна на Болинџер бендот и можна е корекција нагоре. Еве, повторно се враќаме на оно што ви го кажам. Значи гледате, долната граница на Болинџер бендот која што моментално ја допираме е на некој начин една од позитивните кои што можеме со сигурност да препоставуваме дека ќе помогнат во тоа цената да се одбие и да продолжи нагоре. Гледате дека не многу често цената долго се задржува како во оваа ситуација. Значи гледате, имаме допир и движење на цената во обртен правец. За разлика од тоа, моментално имаме 3 последователни недели во кои што цената се наоѓа на долната граница. Значи тоа се случува кога имало булран, но тоа зборуваме за булран каде што имаме огромен прилив на пари. Истото како во случајот кога имаме огромен одлив на пари, она што го видовме во Значи во Market Cypher, гледате, на неделно ниво моментално имаме огромен одлив на пари. Затоа имаме вакво константно движење на цената по долната граница на Болинџер бендот, исто како што сме имале обратно, кога имавме булран и имавме огромен прилив на пари. Значи колку повеќе пари во секторот, толку повеќе цената одвај се движи во границите на Болинџер бендот. Се обидува што може повеќе да го бутне нагоре. Затоа во оваа ситуација, значи јас повторно кажувам, овој е сегмент кој што покажува дека сме спремни за корекција нагоре, но тоа не значи дека ќе биде веднаш. Може како и во претходниот сегмент да се задржи подолго време на долната граница на Болинџер бендот. Но сепак како еден од оние веродостојни индикатори на кои што можеме да веруваме, ќе го ставиме како еден од позитивните, значи Болинџер бенд на дневно ниво е на позитивна корекција, значи на некој начин. Значи, како што рековме, Болинџер бендот можеме да рачунаме како еден од оние кои што на некој начин покажува дека е време за корекција нагоре. Повторно, на неделно ниво, доколку го погледнеме, значи, Market Cypher, неутрален RSI, имаме крајно позитивен сток RSI на 0, но исто може да се задржи таму подолго време, како што може да видиме во претходните сегменти. Имаме целосен пат на плавиот бран на движењето на цената, гледаме дека сигналната и базичната линија се многу раздалечени и имаат уште 40 поени за движење по тоа 60, каде што е најчесто се прави пресврт, но гледаме дека се уште е рано за пресврт. Единствено VWAP е во движење нагоре, што значи дека па на некој начин имаме негативен и позитивен сигнал од овој сегмент, што на некој начин го прави самиот неутрален во овој момент. Значи не можеме да рачунаме на Market Cypher да ни даде одлучен одговор што би очекувале во однос на она што го гледаме овде. И да не забораваме дека Market Cypher генерално е и лагирачки индикатор, што значи дека не можеме целосно да се попреме на истиот, значи истиот е на некој начин со задостојното дејство. Сега, доколку го погледаме на месечно ниво, значи она што можеме да видиме дека долната граница на Болинџер бендот се наоѓа на 16.800, значи доколку би се придвижиле до долната граница на Болинџер бендот, имаме доста време, нормално, нема да се придвижи во еден, значи можеме да имаме уште 5 свеки додека да стасаме до долната граница на Болинџер бендот на месечно ниво, но гледаме дека за прв пат во овој bull market
сме ја скршиле средната вредност на Bollinger Bandот, која што пред тоа ни била подпора за целиот bull market, и моментално сме одбиени од истиот да се движиме надолу. Што значи дека кога тоа се случило, можеме да очекуваме целосна корекција до долната страна Bollinger Bandот, што значи тоа нема да биде наредниот месец да стасаме до оваа количина, туку нели, како продолжува натаму да се движи самата цена на биткоин, така и овој Bollinger Band постепено ќе се движи нагоре. Што значи дека имаме следна свеќа, следна свеќа, следна свеќа. Вака оприлика би изгледало ова постепено паѓање надолу, затоа што никогаш биткоин не паѓа толку драстично одеднаш, значи најчесто тоа така би изгледало. И затоа, како што може да видите, значи ова би било оно што можеме да очекуваме на месечно ниво, кога би го земале Bollinger Bandот како индикатор, затоа што веќе ја поминавме средната вредност на истиот, што значи дека генерално во оваа ситуација Bollinger Bandот со сигурност на месечно ниво ни покажува дека сме спремни за придвижување на истиот надолу. Ова беше на неделно ниво. Значи, ова се големи информации и се обидуваме само исклучиво да ги поминеме оние индикатори кои што се многу јасни и нема да поразговараме, значи, за сите во детали, затоа што ќе биде премногу време. Исто и овде, гледате. Значи, постепено овде на месечно ниво гледаме дека овој целосно индикатор е негативен, затоа што имаме повторно, иако оваа корекција на сток RSI се придвижила нагоре, повторно имаме пад на истата надолу, значи сигналниот овој бранот на движење на цената е во пад, само што не влегол под нулата, VPVR е надолу и RSI се наоѓа под 50, што значи дека ќе имаме корекција барем надолу до оваа долна линија од 30. Значи, на некој начин, на месечно ниво, нема да го земеме во предвид Market Cypher, затоа што досега, генерално на сите временски зони, беше на некој начин неутрален, нема да го земеме и овој во предвид, затоа што на месечно ниво, нели, истиот е лагирачки и да речеме дека истиот нема да биде комплетно веродостоен, но од досегашните можеме да видиме дека само на овој прв чарт, каде што ни се моментално представени Bollinger Band, VPVR и Market Cypher, значи ние моментално се наоѓаме со резултат од 4:1 за негативна корекција наспрема позитивна корекција. Да се придвижиме на вториот чарт, она што можеме да видиме од Forex и од, значи најпрво и најбитно ни се да ги погледнеме Forex, затоа што сток RSI веќе ги погледнавме. Рековме дека оваа црвена линија, односно 200 неделната средна вредност на неделно ниво, ни покажува каде оприлика би ни било дното на овој bear market, за оние кои што не ги гледаат претходните анализи, кои што не ги следеле нашите едукативни видеа, ќе ве замолам да се вратите како на Forex, така и на DCA, односно оние 3 видеа за DCA засебни кои што ги направивме, за тоа како се утврдува според Forex каде оприлика се очекува да биде дното на одреден bear market. Значи, чисто за оние кои што не ги гледаат претходните, цената на биткоин очекуваме да се придвижи во овој некој, наречеме, рандом интервал, да речеме, затоа што, како што може да видите, значи 200 неделната средна вредност ќе продолжи да се движи нагоре постепено и како се движи покасно во оваа година, истата ќе биде многу повисоко од претходниот врв од 20.000, кој што на некој начин очекуваме цената можеби и да го допре, затоа што многу често се случува цената да не продолжи само по 200 неделната средна вредност, туку истата и да допре кратко под 200 неделната средна вредност до 300 неделната средна вредност и да продолжи нагоре. Она што го видовме во 2017 година, значи чисто за да видите за споредба, затоа и рековме дека ова се двете сценарии кои што можеме да ги очекуваме. Гледате, значи првиот пат кога цената падна во 2019-2018 година, истата се задржа на 200 неделната средна вредност, но вториот пат кога истата падна за време на пандемијата, најавата на истата, добивме корекција до значи 300 неделната средна вредност, затоа и рековме дека и овдека можеби ќе ги очекуваме овие две сценарија, затоа што како што можеме да видиме, биткоин е во целосен пат и од истиот можеме да заклучиме дека ќе продолжи и понатаму. Гледаме дека многу од индикаторите ни покажуваат дека тоа е она што се очекува, но на некој начин ќе имаме, нели, повеќе индикатори, само момент да ги избришам овие. Тоа беше од Forex, но истите се на некој начин неодушни, затоа што повторно, значи оваа цена не значи дека директно ќе продолжи надоле, можеме да имаме и движење во ова акумулационо поле исклучиво, затоа што имаме доста солидна поддршка, како што можеме да видиме овде, но
истите се неодлучни, се уште не ни покажуваат каде би се придвижиле, затоа што нема еден од овие, например, да ја бутка цената надолу. Што е, например, случај со Bull Market Support Bandот, кој што моментално цената ја бутка исклучиво надоле, иако цената наскоро ќе има ретест. Значи, гледаме дека имаме пат на Bull Market Support Bandот, но истиот не е се уште целосен, значи имаме голем простор на истиот, како што е, например, во овој сегмент, затоа и моментално не можеме да го сметаме за веродостоен индикатор. Значи, ево, во овој сегмент се смета за веродостоен, кога гледаме дека истиот го е одбил цената надоле. Но затоа што цената веќе 7 недели практично не успеал да се врати до горната граница или долната граница на Bull Market Support Bandот, не можеме да го сметаме за веродостоен, затоа што мораме да имаме корекција пред да видиме дали истата ќе биде одбиена надолу, но за разлика од тоа на неделно ниво можеме да го сметаме овој индикатор за многу веродостоен и многу битен. Значи MACD моментално ни покажува дека сме во слободен пат. Значи немаме ни еден бел столб кој што ни покажува дека тоа би се случило обратно. Исто така немаме никакви заоблувања на базичната и сигналната линија, што значи дека MACD ни покажува дека исклучиво цената ќе продолжи да се движи надолу на на неделно ниво во овој чарт, што значи исто и овој индикатор можеме да го ставиме како еден од оние потенцијални кои што ни покажува дека се движиме надолу, наспрема тоа дека ќе се движиме нагоре, значи на неделно ниво. Доколку, значи, на неделно ниво не е најбитен овој чарт моментално, затоа што сетираноста на 4MA индикаторите е направена за 100, 200 и 300 недели и истите моментално, значи, ни се најбитни на неделно ниво, за да можеме да видиме каде се наоѓаме во bull маркетот или bear маркетот. И она многу битно што сакам да ви го покажам, што нема да го искористам овој пат како еден од индикаторите што ни покажуваат, но сакам чисто да ви кажам зошто очекувам брз пат, не постепен, туку брз пат. Гледате што се случило два пати до сега, кога цената на биткоин пробила под 100 неделната средна вредност. Гледайте. Значи, за 1, 2, 3, 4, 5 недели, значи зборуваме за 5 недели, веќе била точно на дното на тој bear маркет. Да видиме што се случило предходно, кога во 2013-2014 година се случило тоа. Значи, само сакам да ви покажам дека секое пробивање на досега на 100 неделната средна вредност резултирало директно со брз пат на цената надолу. Значи, гледайте, еве да провериме повторно дали е истата ситуација. Значи, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 недели. Значи, од 5 до 6 недели, тоа е еден месец. Оно што јас ви го кажав на почетокот, се сеќавате, дека наскоро не значи во овој час, не значи денес, наскоро значи, еве, гледате, 5 до 6 недели биле потребни на цената после паѓање од 100 неделна средна вредност да го допре дното. Да видиме и овде. Овде дури и побрзо, затоа што ова паѓање нели. Самата пандемија, еве, нема да го земеме во предвид, но затоа и ви кажав, значи во оваа ситуација веќе имаме пробив на 100 неделната средна вредност 1, 2, 3 свеки во пробив. Затоа и реков дека доколку тоа продолжи така, значи имаме 1, 2, 3, каде што цената би се пресретнала во овој сегмент и би стасала негде во близина на 20.000 од 20 до 25. Можеме да кажеме грубо, нормално, многу е тешко да се каже со сигурност што ќе се случи, но гледате, значи досега чартот на биткоин ни покажа од сопствената историја дека доколку тоа се случило два пати, можеме да очекуваме дека тоа ќе се случи и трет пат. Значи исто како и самите циклуси. Циклусите се многу јасни. Значи проблемот е што луѓето се обидуваат постојано да е некоја разлика, затоа и овој пат на пример многу од нас не продадовме затоа што очекувавме супер циклус подолг и на пример многу од нас, исто јас вклучувајќи и мене, не продадовме кога беа овие два топа, туку продаваме само дел од сопственото портфолио и стараме да ги чуваме коините до моментов и понатаму нормално, затоа што нема логика да се продава сега кога ти си акумулирал овде, а ти знаеш дека има следен булран. Значи тоа е оно сакам да го кажам дека самите циклуси даваат многу јасна историја и доколку истата ја следиш во глобала ќе бидеш во право. Значи иако нема да бидеш 100% во право, значи поголемиот дел од случаевите ќе бидеш сосема во право. Значи затоа додека не ни покаже самиот чарт дека нема да ги прочитува истите правила како досега, ќе се однесуваме како да ги прочитува. А тоа е 200 неделна средна вредност за крај на биткоин, 300 недела евентуален Black Swan event кој што би ја дропнал цената до истиот, после падот до 100 неделната средна вредност имаме брз пат до дното, што моментално и го очекуваме да се случи. Значи гледаме дека се уште цената се држи околу 30.000,
следната корекција надоле или следниот Black Swan event сигурно ќе бутне цената до она дно кое што ние го посакуваме, затоа и моментално ништо не акумулираме додека не дојдеме до таквото дно, иако не можеш да бидеш сигурен, но можеш да бидеш оприлика на некој начин извесно сигурен дека се наоѓаш во тој сегмент, а се уште според нас, според нашите анализи не се наоѓаме таму. Следно, доколку го погледнеме, значи логаритмичкиот приказ на биткоин со Фибоначи секвенцата поставена на истиот, заедно со 4MAs. Значи гледаме дека 4MAs е доста далеку за истите да бидат допрени, но гледаме дека тоа се случило во претходниот сегмент во падот на COVID во 2019 година, што значи дека истото може да се случи и овде. Значи, иако не е толку веројатно, но истото може да се случи затоа што веќе сме го виделе во минатото, но нели, додека тоа не се случи, ќе очекуваме дека цената ќе се движи постепено во овој сегмент до долната граница на Фибоначи секвенцата пред истата да навлезе повторно нагоре и да иницира почеток на наредниот bull market, што повторно мораме да чекаме додека овој bull market support band ќе се придвижи надоле до долната граница на Фибоначи секвенцата, а цената постепено откако ќе го најде собственото дно, ќе почне да се движи нагоре и ќе го ретестира овој bull market support band и неговиот пробив заедно со влез во Фибоначи секвенцата во логаритмичкиот приказ ќе на некој начин означува дно или започнување на движење во наредниот bull market, но нормално. Ова е само чисто да видите каде се наоѓа моментално на логаритмичкиот приказ и дека се уште е можна оваа корекција која што веќе ја видовме од 2019 година, да видиме уште еднаш, посебно затоа што има на повидок многу Black Swan евенти за кои што ќе поразговараме на крајот од ова видео, кои што се многу битни за да ни покажат дека е многу голема шансата за она што го кажав, движење брзо на биткоин до оваа долна граница на 200 неделната средна вредност. Затоа што гледам дека многу луѓето не веруваат дека тоа може брзо да се случи. Затоа ви го покажав овој сегмент од 100 неделната средна вредност, каде што, значи јас не го кажувам ова затоа што јас така мислам, јас го кажувам ова затоа што чартот така налага. Значи до сега два пати во два булрана за 5 до 6 недели после падот од 100 неделната средна вредност успеа да го најде собственото дно. Што доколку не се докаже дека не е во право во овој циклус, се уште ќе биде правило затоа што веќе два пати се случило. Значи затоа и ви кажувам дека е многу битно да ги следиме претходните циклуси за да можеме да очекуваме што ќе се случи во следниот. Значи се уште не сме влезени во црвениот сегмент од Гозискиот канал, но наскоро ќе влеземе, како што рековме, ја гледате овде. Значи моментално чекаме потврда на комплетен bear market и наоѓање на дно со овде овој сегмент кој што го гледаме моментално, неговото испаѓање од Гозискиот канал, наскоро истиот ќе се претвори во црвен. Значи овој сегмент на бранот ќе се претвори во црвен и затоа и рековме дека со самото претварање на бранот во црвен веќе станува збор за барање на самото дно на овој bear market. Значи затоа и реков дека сме многу блиску до дното. Иако некогаш 10.000 се голема разлика, но сме релативно блиску до дното, затоа што ова чим ќе стане, значи овој канал, чим ќе се обои црвено во наредните недела, и јас очекувам дека наредната свеќе го обои, но тоа се уште не е, значи доколку имаме пад надолу, тоа може да се случи. Значи треба да видиме како ова свеќе ќе заврши до крајот на неделава и ќе видиме дали и самиот Гозиски канал ќе ни покаже дека станува збор за веќе барање на дното, но моментално Гозискиот канал, како што може да видиме според бојата на свеќите, веќе ни покажува дека се наоѓаме во bear market. Гледате, секогаш кога ќе помине долната граница под средната вредност на Гозискиот канал, сме во официјален bear market, но единствено што моментално чекаме е потврда дека се наоѓаме блиску до самото дно, што се уште не сме добиле кога истиот ќе се обои црвен. Што значи дека и Гозискиот канал на неделно ниво ни покажува дека станува збор за движење на цената и понатаму надоле. Канал на неделно ниво. Значи, оно што сакам да ви го кажам е дека моментално не е прашање дали сме во bear market. На сите им е јасно дека сме во bear market. Моментално е прашање дали се наоѓаме блиску до наоѓање на дното на овој bear market, што моментално е главната преокупација која што треба да ни биде во овој сегмент од чартот. Значи тоа е оно што можеме да го видиме од Гозискиот канал. Сега моментално ќе се префрлиме на еден многу битен чарт, односно долар чартот, и ќе објасниме она недоразбирање кој што настана последните два
пати кога правевме анализа и зошто тоа се случи. Значи, вака, сега многу прво мораме да објасниме рековме што е bear и bull trap, за тоа веќе разговаравме. Значи може да погледнете назад на сите видеа, посебно во овој сегмент каде што разговаравме за Terra Luna, значи разговаравме и за ризици на пазарот. Сега, многу поврзано со тоа е и во овој случај овој bear и bull trap, ова свеќе кое што моментално нас ни се појави. Значи чисто за да ви објаснам каде беше нашата грешка. Значи ќе се вратам прво на овој сегмент од чартот каде што ние уствари направивме Фибоначи секвенца од овој сегмент на долар DXY индексот и за да ви стане јасно зошто уствари имаме такво мислење е затоа што како што можеме да видиме од овој сегмент, значи имаме враќање на цената до 38,2 односно 0,382 сегментот на Фибоначи, или доколку се вратиме до овој сегмент, уште подобро имавме, значи гледате, од овие два брана, значи доколку претходното не е корекција, а ова е, значи ова корекција моментално на ова на ова зелена свеќа е точно од 0,678 односно 61% Golden Ratio нивото на Фибоначи, што е најчестото и најуспешното коригирање на Фибоначи секвенцата. И кога го видовме овој брз потек на оваа свеќа нагоре, очекувавме дека истата направила комплетна корекција и ќе продолжи да се движи нагоре кон повторно тестирање на ова месечно ниво од 1999 година, но тоа не се случи. И затоа на некој начин луѓето очекуваат дека ова е грешна анализа. Не е грешна анализа, значи затоа и самиот чарт се следи постојано. Значи не можеме да направиме една анализа и да очекуваме дека истата ќе биде точна постојано. Значи такво нешто не постои, мора да се следи пазарот постојано. Значи голема главна корекција претходна на која што моментално можеме ова да го поставиме е оваа корекција. Овде, значи овој сегмент од 21 април 2022 година и гледаме дека повторно моментално овој левел на кој што се наоѓа од корекција е 0,678 61% Фибоначи Golden Ratio, со тоа што доколку се вратиме од целостиот бран, од почетокот на овој бран, гледаме дека моментално не сме стасали ни до 50%. Еве да речеме дека го земаме Фибоначи секвенцата од целиот бран, од самиот почеток на истиот, значи не сме стасали ни до 50% корекција пред да продолжиме нагоре, затоа што моментално генерално не постојат причини зашто доларот би продолжил да се движи надолу. Со тоа што ќе се вратиме на чартот кој што ни е многу битен во однос на Федералната резерва на Република Македонија, каде што, значи доколку се сеќавате, разговаравме за ова и објаснивме што уствари се случува моментално со подигањето на каматите на Федералната резерва во однос на заемите кои што Федералната резерва ги дава во Америка на низините банки, кои што се директно поврзани со цената на биткоин. Значи гледаме дека имаме моментално на 14 до 15 јуни повторен состанок, како и во јули, септември, ноември и декември. Што значи дека на скоро секој месец до два во текот на оваа година ќе имаме состаноци на кои што Фед, односно Федералната резерва на Америка, веќе најави дека ќе имаме значи ќе имаме покачување на оваа камата, што значи дека со таквото покачување на каматата Фед прави акумулирање на доларите од пазарот назад со цел да го намали суплајот, да намали количината на долари на пазарот, а со тоа да зголеми неговата вредност и да ја намали инфлацијата во Америка. Значи тоа е главното оно што се обидува Фед да го направи на овие состаноци со подигање на каматната стапка постепено од 0,25 до 0,5%, што дополнително во огромен сегмент на некој начин му помага на доларот да расте и да се намали инфлацијата во Америка. Сега, значи не рековме дека тоа ќе биде успешно намалување, рековме дека тоа е она што они се обидуваат да го направат за да го намалат на некој начин она циркулираност на доларот на светот, а со тоа и самата инфлација. Значи колку помалку суплај, колку помалку количина на долари надвор, толку помала инфлација. Сега, чисто да спореме ќе ги погледнеме претходните датуми и ќе видиме како тоа реагирало на самиот DXY индекс. И на тој начин ќе видиме што можеме да очекуваме во иднина. Сега, првиот бил на 25 јануари. Значи, ќе ги обележиме моментално со бела линија, вертикална, на тој начин ќе можеме поедноставно да го следиме ова во наредниот дел од чартот. Значи, рековме дека првиот бил на 25 јануари,
Значи 25 јануари, еве, отприлика тоа е овде. Значи гледате што се случило. 25 јануари имаме огромен спајк. Значи огромно растење на вредноста на доларот одма во моментот кога била најавена ова rate hike. Односно продажба на ризични средства и истите такви пари кои што се, значи ризични средства во случајов би биле криптовалути, акции кои што би влегле во доларот затоа што истиот има практично некој начин простор за растење со ваквите rate hikes кои што им се многу познати на оние искусни трговци. Следниот е на 15-16 март. Значи на 15-16 март. Што се случило на 15-16 март? Значи релативно не значи дека тоа во истиот ден ќе се случи, но гледајте. Rate hike од едниот до другиот, моментално имаме пораст на вредноста на доларот од едниот до другиот од 3%, што е огромен успех за доларот. Значи замислете луѓе кои што зачувале во долари, например имале 3% пораст на нивната вредност од едниот до другиот датум на Фед состаноците, каде што имаме направено rate hike. Следниот е 3 до 4 мај, значи за 3 до 4 мај мислам дека на сите не јасно што се случи, тоа го гледавме заедно, но ќе го обележиме. 4 мај. Гледате што се случува. Имаме брз пад, тоа беше она збунување на пазарот, кој што луѓето не им беше јасно што уствари станува збор, и гледате тестирање на ниво кое што било претходно видено во 1999 година. Значи ова е моментално од јануари, значи каде што до овој момент имаме пораст на вредноста на доларот од 9,2% на светско ниво. Тоа е со само 3 rate hike. А имаме останато уште 1, 2, 3, 4, 5. Оно што се обидам да ви го кажеме дека на следен rate hike ние на 12 јуни, тоа е овде, ја верувам дека оваа корекција ќе биде завршена до моментот кога на 12 јуни повторно цената ќе се обиде да го тестира ова ниво, затоа што гледаме дека 3 пати поред овој rate hike вродува растење на цената, односно на вредноста на самиот долар, што значи, како што рековме и досега, доколку овие правила не се скршени и чартот не ни покаже нешто друго, ќе веруваме на истите и ќе веруваме дека истите и понатаму ќе продолжат да ги носат истите резултати, затоа што, како што можеме да видиме, тоа се случува. А што се случува кога ќе порасте индексот на доларот? Колку повеќе индексот на доларот расте, толку повеќе вредноста на биткоин паѓа. Значи, тоа е оно што се обидам да ви кажам, дека вредноста на DXY, посебно во оваа година, се додека ги имаме овие значи моментално rate hikes кои што ќе бидат организирани уште 5 пати во оваа година, можеме да очекуваме дека цената на доларот ќе продолжи да расте, затоа што колку повеќе се зголемуваат каматите, толку повеќе се намалува количината на долари на пазарот, а со тоа се зголемува неговата вредност, а колку е поголем доларот, нормално во противвредност сите овие индекси на берзите, како и самиот биткоин и останатите криптовалути ќе опаѓаат. Значи тоа е нормално и тоа е очекувано на пазарот во однос на ситуацијата која што гледаме во DXY индексот. Следно нешто за кое што сакам на кратко да зборувам е SPY, значи да не забораваме дека DXY индексот многу јасно ни кажува дека можеме да очекуваме уште поголем пад во однос на цената на криптовалутите, посебно на биткоин. Значи тоа би било DXY на дневно ниво. Сега, значи доколку се вратиме на SPY индексот, мораме да забележиме една многу битна работа која што не знам вие дали ја гледавте. Значи, само ќе се обидам да најдам веста за да ви биде многу по-јасно што сакам да го кажам. Значи, овој сегмент овде е овој сегмент на завршетокот на претходната недела на 20 мај беше назначен како почеток на bear market доколку индексот не успеа да се врати под претходните вредности овде, затоа што истиот се наоѓа на претходен all-time high во овој врв на лева страна, што не е битен моментов, само сакам да ви покажам дека значи самата берза, еве чисто ќе ја најдам веста за да ви биде појасно. Како што може да видите, веста е од 21 мај, односно со самото затварање на берзата на S&P 500 индексот. Значи гледате што вика. S&P 500 одвај успеа да смени правец од bear market. И, значи, оно што сакам да ви го кажам е дека во овој сегмент кој што го видовме на самиот чарт на S&P 500, буквално сме на
еден здив од bear market. Што значи дека, како што можеме да видиме, и самиот S&P 500 чартот ни покажува дека движењето ќе се одвива надоле, дури да имаме овој баунс, гледате, бил одбиен од претходниот лоу, кој што бил поставен на 24 февруари 2022 година, што верувам дека дури да се случи повторно истото, можеме само да добиеме уште едно обивање со дабл топ формација и движење на цената надоле. Значи, еден топ, уште еден топ овде, би било на некој начин оно што јас би го очекувал во најдобра, значи најдобра зборувам опција, како еден од моментите кои што може да се случи со S&P 500, но нема да навлегуваме многу во истиот, затоа што не тргуваме значи акции, тргуваме крипто. Но истиот е многу битен, значи ово што ви го кажав овде, беше оној сегмент каде што и самиот S&P 500, сите трговци на овој пазар и со овој индекс, кажаа дека станува збор за, значи практично само што не сме влегли во bear market на акциите, и истиот најчесто во според самата историја за која што веќе разговаравме во претходните сегменти, е во некој начин од 1 до 1,5 година како временски период во кој што најчесто акциите, односно берзите се наоѓаат во bear market. Значи тоа е горе-доле досега искуството во кое што очекуваме дека може да се најде и самиот S&P 500 како и Nasdaq, кој што е уште подолу. Значи Nasdaq има уште видите, уште покатастрофални значи покатастрофален чарт, затоа што истиот, значи буквално во целосен пат, за разлика од тоа S&P 500 барем имаше обид да го достигне овој претходен хај, односно да се коригира нагоре, и гледате дека самиот е многу по на некој начин издржлив во однос на Nasdaq берзата и индексот. Сега, една работа за која ќе разговараме подосна во оваа недела е Bitcoin Dominance. Но оно што сакам да ви го покажам, затоа што истиот дополнително ни покажува еден сегмент од чартот кој што не можеме да го видиме на друг начин. Значи долу се вратиме на неделно ниво и јас припремив еден сегмент од чартот за да може да видиме што се случувало со Bitcoin Dominance во минатото и што можеме да очекуваме од истиот моментално. Значи, Bitcoin Dominance, прво да објасниме што е, значи ќе имаме видео каде што тотално ќе објасниме што уствари значи истиот, но сега чисто за кратко. Bitcoin Dominance представува колку проценти од крипто пазарот е исклучиво биткоин. Значи колку од парите кои што се внесени во крипто пазарот се исклучиво биткоин. А моментално 45% од целиот маркет кап на биткоин на сите криптовалути е во биткоин. Значи од 45%. Сега. Претходно можеме да видиме кога, значи самиот криптомаркет бил многу помал, значи и самата доминација на биткоин била многу поголема, значи станува збор за 98%. Ова е значи ова е претходниот bear market, оној прв bear market во 2014-2015 година, и ова е дип. Значи јас ги означив врвовите, односно all time high и all time low со зелена и црвена боја респективно, со цел да можеме да видиме колкав бил доминансот на биткоин и како се однесувал истиот во однос на врвовите и дното на еден bear и bull market. Сега. Доколку ги исклучиме фактот дека станува збор за значи првиот bear market, каде што се уште има многу мал број на криптовалути, значи овој податок на некој начин не би бил релевантен затоа што се уште немаме распространетост на криптовалутите за да можете истите да се направуваат со доминацијата на биткоин на пазарот. Сега. Значи она што сакам да ја покажам е дека овој момент овде што го гледаме на гледате доле, значи точно во кој сегмент станува збор, 11 декември 2017 година е апсолутниот врв на биткоин. Значи каде што имаме 20.000, оној првиот пат кога достигна 20.000, а неговата, значи затоа и ова ниво моментално се уште е испочитувано, од тоа значи станува збор за значи негова доминација на пазарот со 71,33%. Со тоа што веднаш после неговиот врв, значи нормално сите луѓе кои што продаваат ги внесуваат своите пари во останатите криптовалути, затоа имаме колапс на доминацијата на биткоин до 38,5% во ова дно, каде што значи сите пари од биткоин се распространуваат во останатите криптовалути и тоаш криптовалутите го имаат оној altcoin маркет, односно blow off top на altcoin пазарот, каде што во овој случај на пример Ethereum, Ripple, ADA има свој топ во тој сегмент. Сега, откако истиот беше достигнат, гледаме дека постепено во bear маркетот, до самото дно на bear маркетот, значи доминацијата на биткоин на пазарот повторно постигнала 60%.
Зошто? Затоа што биткоин е сметан за најмалку ризичен од целиот криптопазар и затоа што истиот е најмалку ризичен, значи сите овие пари кои што биле добиени како добивка во овој алт маркет, што значи дека како најсигурен асет, како најсигурна криптовалута, сите своите добивки се обидуваат да ги зачуваат на некој начин со тоа што во дното држат само биткоин, затоа што истиот е најмалку ризичен дека ќе падне подолу во својата вредност. Моментално, како што можеме да видиме во својот all-time high во овој циклус, на 1 март 2021 година, истиот се наоѓа на 63% значи, доминација, со тоа што мораме да увидиме дека доминацијата на биткоин сега го постојано ќе паѓа. Значи истото ќе се движи подолу и подолу, затоа што имаме претенденти на пазарот кои што земаат голем дел од приливот на пари на пазарот, значи никој не купува исклучиво биткоин во моментално во денешната ситуација. Затоа и дополнително мораме да не заборавиме на фактот дека Етериум моментално има негде околу 13 до 15% од доминацијата на пазарот, што во овој случај не беше значи такво нешто во претходниот циклус, значи иако има моменти кога истиот го достигнува тоа и многу повисоко, но зборуваме во моменти кога станува збор за паѓање на пазарот, значи Етериум никогаш не бил 15% и кога се наоѓаме скоро до дното на самиот маркет. Сега, како овој мене индикатор ми покажува дека ќе имаме дополнително паѓање на цената на биткоин. Значи, секогаш кога се наоѓаме на дното на цената на биткоин, мислам секогаш, во претходниот случај, сме се наоѓале на 60% на некој начин 60% доминација од целиот пазар. А моментално се наоѓаме практично во некоја си алт сезона, што не е случај, затоа што станува збор за апсолутен bear market, но во моментот кога ќе се најдеме на дното на овој пазар, верувам дека ние ќе се најдеме многу повисоко во доминацијата, значи во овој чарт на доминација на биткоин на пазарот, затоа што гледаме дека дното секогаш е представено од голема доминација на биткоин, затоа што истиот е најсигурен. Затоа и очекувам дека ќе имаме повторен раст на доминацијата на биткоин, кој што ќе биде проследен со пад на сите криптовалути заедно со биткоин, но кога, значи зошто го кажувам тоа? Кога биткоин паѓа 1%, сите алткоини паѓаат по 5%. Кога биткоин паѓа 10%, погодете колку алткоините паѓаат. Затоа ја очекувам кога ќе почне да паѓа цената на биткоин, да се случи доминација на биткоин да порасне, со тоа што, значи цената иако паѓа, многу помалку паѓа за разлика од останатите алткоини, со тоа ја дига доминацијата на биткоин во овој сегмент горе, и кога ќе добиеме растење на оваа доминација драстично нагоре, како што се случило во овој сегмент, ќе знаеме дека станува збор за приближување до самото дно на биткоин чартот. Но се уште немаме таков раст и затоа не можеме да рачунаме на директно паѓање на цената, нели? Затоа што не сме го виделе овој раст. Но во моментот кога ќе се случи тоа, значи ќе го следиме овој чарт чисто да видиме што се случува со истиот, зашто некогаш е добар индикатор во однос на тоа каде се наоѓа биткоин во собствената доминација и циклусот од биткоин халвингот. Сега, значи ова беше се што сакав да кажам во однос на самите чартови. Сега само ќе покажеме некои вести кои што се многу битни во однос на тоа што се случува моментално на пазарот и се многу битни во однос на тоа како вие ќе ги согледате работите во иднина за самиот криптопазар. Сега, за почеток би навлегол во Fear and Greed индексот на берзите, кој што се наоѓа на Extreme Fear од 13 вредност, една недела е 9, значи 9 затоа што буквално бевме на прагот на bear market, она што ви го покажав. Значи, оно што сакам да ви кажам е дека иако сме го имале овој bounce од 9 bounce, односно скок од 9 на 13, тоа не го прави ни помалку ни повеќе на некој начин. Веројатноста е таа, значи bear market е пред нас, само прашање на време кога ќе влеземе во истиот, а Fear and Greed индексот ни покажува дополнително дека да, значи се наоѓаме моментално во bear market и ќе продолжиме уште подлабоко во истиот. Сега, се вратиме на Fear and Greed индексот на биткоин, односно на самиот крипто маркет, значи гледаме дека моментално имаме 11. Што значи дека сме многу блиско до онаа вредност за која што разговаравме од 1, значи од единечна вредност од 1 до 10, кои што на некој начин би символизирале дно на самиот криптопазар, значи можеме да видиме тоа се случува неколку пати до сега и затоа веруваме дека со моментот кога ќе навлеземе во едноцифрен
Fear and Greed Index, веќе се приближуваме негде до самото дно на биткоин чартот, иако истиот не може да биде земен како исклучиво значи не е еден од оние индикатори кој што е многу битен за да можеме да утврдиме дали се наоѓаме во bear или bull. Значи тоа е само дополнително да ни покаже каде точно се наоѓаме во еден циклус. Сега она што сакам дополнително да ви го кажеме, да го сега го погледнеме ова што разговаравме. Значи ги земаме само оние индикатори кои што точно ни покажуваат дали ќе се движиме нагоре или надолу. Доколку имаме 7 индикатори кои што ни покажуваат дека се движиме надолу и еден што ни покажува дека ќе се движиме нагоре, ја мислам дека е многу јасно во која дирекција се очекува според она што го направиме како анализа да се движиме. Затоа, кога ви кажувам дека имаме многу поголема веројатност да се движиме надоле, значи дека поголем дел од она што сме разговарале, значи поентава не е јас секогаш да ги пишувам овие индикатори, затоа што значи сами ги следите. Можете сами да ги запишете и да видите уствари што направивме до крајот на самото видео. Но кога станува збор за огромен број на индикатори кои што ни покажуваат дека цената ќе се движи надолу, наспроти многу мал број на индикатори кои што ни покажуваат цената можеби ќе се придвижи нагоре, значи иако веројатноста е многу поголема цената да се движи надолу. Тоа не значи дека можеме да имаме некоја корекција нагоре, па исто да продолжи надолу, што се случи на пример претходната недела кога некои луѓе ме обвинија дека не знам како да ги определувам линиите кога одело нагоре, кога одело надолу. Значи да, повторно ќе повторам, станува збор за макроанализа, не станува збор за часовна или дневна анализа, иако ја нарекувам дневна затоа што станува збор за оние вести и индикатори кои што ми се достапни во тој ден. Значи со тоа би завршиле овде и мислам дека сега откога ви покажав кои индикатори што ни покажуваат, оние кои што беа јасни, значи не ги земаме сите опревид, ни покажаа оние кои што беа многу јасни во однос на тоа што очекуваме од движењето на цената на биткоин, дека истата ќе продолжи да се движи надолу. А зошто јас верувам дека истата ќе се продолжи да движи надолу брзо, а не во наредните една година, е овие две вести кои што следуваат овде моментално. Првата е дека американските практично не политичари, туку оние кои што ги создаваат рамките за право во Америка, значи се обидуваат да направат законодавство за стейблкоини. Со тоа што, значи како ова на пример би делувало на нашиот криптопазар. Гледате, ова е од 6 април 2022 година, иако има и нови вести, ова е она што сакам да ви покажам, кое што е најбитно. Значи, оно што го видовме во Тера Луна, дополнително им даде залет на овие луѓе, што повеќе да го на некој начин да го форсираат ова законодавство за регулирање на стейблкоините за наводно да не заштитат нас. А проблемот во целата ситуација што е? Значи, замислете дека Фед произведува долари кои што ствари треба да представуваат платежно средство кое што Америка го користи за да доминира целиот свет. Значи сега замислете наеднаш се појавува компанија во овој случај, чисто ќе отвориме да видите зашто станува збор, значи CoinMarketCap, каде што можеме да видиме колку моментално има Тетер, а колку има само моментално ќе ви покажам што станува збор. Проблемот што е? Што овие компании како USDT, значи Tether USDT моментално има 73 билиони долари кои што се заклучени како долари, а се претворени во виртуални криптовалути, односно USDT криптовалута. Исто така и USDC. Имаме 4 билиони. Значи, замислете сега што е работата. Овде ќе имаме 51, 52 и 4,5, значи има 56 билиони долари заклучени во банка, кои што не циркулираат само затоа што на криптопазарот е многу поедноставно се тргува со виртуален пар, односно се тргува со стейблкоин, кој што во противвредност, и да не забораваме Binance USD е исто така, значи имаме скоро 60 билиона, извинете, на долари заклучени надвор од пазарот, кои што моментално луѓето ги користат за тргување или за стејкање или за било што не одговара на Америка доларите да бидат заклучени, а во противвредност да користиме криптовалути кои што они нема никаков на некој начин, иако имаат допир до истите, иако можат да ги запрат, да ги замрзат и слично, значи истите не се комплетно под контрола на банките и на самата
практично влада на Америка. Што е многу голем проблем што они се обидуваат да го отстранат и со тоа, со ваквото законодавство, многу од овие коини или би исчезнале или би биле многу ослабени. А со тоа и самиот обем на пазарот на трговие на криптовалутите. Значи, доколку тоа се случи, компаниите со стейбл коини ќе бидат прво тешко цензурирани, второ ќе имаат огромни законодавства преку кои што мораат да поминат, а со тоа може истите да се откажат. И на тој начин замислете сега наеднаш немате пар во кој што може да претварате директно од една во друга криптовалута, од стейблкоин во биткоин и обратно, на пример. Наместо тоа мора да купувате директно со кеш кој што мора да дојде од картичка, па многу од значи најчесто се случува за тоа да ви биде потребен нели онај степен на идентификација, па колку може да вложите во одредена берза, не може да ставите колку сакате кеш кога сакате, не може да извадите колку кеш кога сакате. Значи сите овие препреки се со цел да имаат целосна контрола над криптопазарот. А доколку успеат да направат успешна, значи не без разлика сега ќе биде успешна, значи законодавството ќе биде успешно за стейблкоини затоа што истите ќе го применат. Проблемот е доколку тоа се случи, значи оваквата реперкусија врз стейблкоините директно ќе се одрази на нас, на оние кои што тргуваат или инвестираат, да не можат кога сакаат да тргуваат и колку сакаат да тргуваат и да бидат многу поограничени и многу повеќе да мора да ги преуваат трговиите на своите влади за разлика од моментов кога значи не го правиме тоа затоа што нас криптонаучниците ни го дозволуваат тоа. Значи тоа е првиот Black Swan event кој што очекувам да се случи, односно моментот кога ќе испадне на гласање вакво законодавство, ја верувам дека ќе има голем страф на пазарот и ќе има огромен одлив на средства како од стейблкоини, така и од криптовалути со цел луѓето да се тргнат пред тој краш на маркетот, што ќе настане во моментот кога ќе испадне вакво законодавство да биде гласано. Значи памтете ми го зборот, ќе видите кога ќе се случи тоа да биде направено. Верувам дека после Америка и многу други, посебно оние нели блиски до Америка држави, посебно од Европска унија, веднаш ќе пристапат кон имплементирање на истиот ваков законодавен процес, што значи дека тоа би го забрзало оној Black Swan event на паѓање на криптопазарите, значи не исчезнување, туку паѓање во некое евентуално дно на биткоин за овој bear маркет, затоа што вакви вести постојано испаѓаат и компаниите постојано успеваат да ги надминат. Значи без разлика дали тоа ќе го направат со почитување на законите или со преместување на својата компанија во друга држава, битно, значи секој бул маркет досега, овие 3-4 бул маркети успеале да го направат тоа и верувам дека повторно ќе се случи, но како Black Swan event ово е првиот што го очекувам да се случи. Вториот кој што го очекувам да се случи е моментално регулацијата на криптовалути, но во цела Европа како единка. Значи досега проблемот во оваа ситуација е тоа што кога засебно секоја од овие држави прави законодавство, се е во ред, затоа што нели истите не се поврзани една со друга, многу често луѓе како нас наоѓаат на некој начин прозори каде што може нели да поминат нерегулирано, како јас на Малта во овој случај. Но доколку тоа се случи на ниво на Европска унија, што моментално се случува, значи гледате, ова е 15 мај, имаме најава за целосна на некој начин законодавство за цела криптосфера и тоа може да се случи во сите 27 држави, значи во овој блок од 27, што значи дека доколку тоа се случи ќе имаме многу по јасно законодавство кое што значи иако е добро на долготраен рок затоа што не можеме да продолжиме постојано без никаква регулатива, но на краткорочно е доста лошо затоа што има многу страф луѓето, значи имаат многу голем страф дека доколку дојде регулатива, многу луѓето ќе се откажат и затоа пазарот ќе падне, што е случај. На краткорочно секогаш очекуваме пад во однос на ваков тип на вести кои што се значи на некој начин луѓето имаат обидност кон истите, додека на долгорочно истите се многу добри затоа што мораме да имаме регулатива доколку очекуваме масивна адаптација на криптосферата. Што значи дека ова е втор Black Swan event кој што јас очекувам дека ќе го придвижи, значи движењето на цената како на биткоин така и на останатите криптовалути надолу и тоа драстично и многу брзо. Значи затоа што гледате ова се најави кои што моментално се во тек и моментот кога ќе испадне некаков тип на пробна законодавна, не знам, некој начин предлог и истиот се придвижи кон низ овие 27 членки, значи тоа ќе донесе големна позитивна или негативна на некој начин
реперкусија на самиот пазар, што јас верувам дека ќе биде негативна на почетокот, а многу позитивна понатаму, затоа што регулативата е нешто што многу ни е битно. И следно, нешто што се случи пред некој ден, што мене искрено многу ми боде очи, е тоа што некои лица, како теткава на сликава, која што има 230 години и последен пат успеала да биде во тек со технологијата, кога го измислила радиото, денес ни кажува што нашите генерации треба да сметаат за ценето или не ценето. Значи зборуваме за луѓе кои што последен пат технологија користеле како Дигитрон. Тоа е последна технологија што ја користеле. И наеднаш вакви луѓе со 300 години ни кажуваат што уствари е битно и што ние треба да купуваме, што ние треба да чуваме, а во моментов, значи светот се наоѓа најголемата рецесија поради вакви луѓе и поради политиките на ваквите луѓе. Значи, господја президент, односно председател на Централната банка на Европа, кажува како криптовалутите се, значи, безкорисни, нели? Станува збор за председател на Централна банка на Европа. Така. Значи го запазив тоа момент, така. Значи нема да навлегувам во статијата, воопште не е битна и мислењата на вакви фаци воопште не се битни, затоа што последна вест е ова, значи една од вестите кои што јас од ова лето, значи ова е од ова лето, ја запазив и е една од најбитните која што мене ме води во однос на тоа што се случува со европските држави и криптовалутите. Вака сега. Значи, тетка што видовте, Страшилова на претходната слика, кажува колку криптовалутите се небитни, додека Германија вели дека пазите, ова е од 30 јули 2021 година. Значи зборуваме веќе повеќе од половина година, извинете, скоро цела година помината, откако Германија дозволи 20% од буџетот на секоја институција во Германија да биде крипто. Што значи дека било која јавна институција во Германија има дозвола да држи до 20% од сопственото портфолио во крипто. Замислете вие колку пари е тоа кога Германија, значи зборуваме за една од оние топ 10 држави во светот, на некој начин им дозволува 20% од сопственото портфолио на секоја од овие значи јавни институции во Германија да поседуваат во крипто. Значи тоа е истата таа Германија која што е дел од нели онаа иницијатива за Централна банка на Европа, каде што во Германија ова е легално и Германија како една од најјаките држави во светот не само што дозволува, туку на овој начин и ги убедува собствените институции дека треба да држат соодветен дел од своето портфолио во крипто. Значи Германија вика институциите треба да купуваат крипто, додека овие главни фацки кажуваат како ние држиме крипто, а тоа е нелегално и тоа е лошо, тоа е многу ризично, тоа нема вредност. Зошто кога нема вредност крипто, Германија дозволила 20% од секој портфолио на собствените институции да биде во крипто? Зошто? Ако нема вредност, која е поентава 20% од портфолиото, односно од собствениот буџет да го фрлат во вода? Значи, тоа е тоа што се обидам да ви кажам цело време. Не гледате што ви кажуваат, гледате што прават. Не може најаките држави во светот да купуваат крипто на тони, а да ви кажуваат како тоа не е добро или како тоа е многу лошо или многу нестабилно или може да изгубите. Да, може да изгубите, проблемот е што многу може повеќе да добиете. Повторно, не е финансиски совет, но ова е лично јас како гледам на работите и како ги читам оние вести кои што доаѓаат до мене од такви луѓе како бабава која што ни кажува која е таа технологија која што ние треба да ја користиме или не. Нели, во ново време зборуваме. Сега, со тоа што ги поминав оние три главни вести кои што очекувам дека многу ќе се одржат на самиот криптопазар, сакам да го завршим ова денешно видео и да нагласам уште еднаш дека нашиот канал работи исклучиво макроанализа за утврдување на институционални времиња кога е добро да се акумулира, а кога е добро да се продава она што сме го купиле во криптопазарите. Со тоа, сакам да кажам на сите оние кои што се обидуваат да ги искористат овие информации на дневна база за нивно тргување на некој начин на мали временски сегменти, добро, во ред. Сте научиле како да го направите тоа, правете го, но не се обидувајте моите зборови да ги искористите во однос на некои мали поени од типот јас ќе добијам 3% ако купам или ќе, значи мора да го сватите тоа, како што ви објаснив до сега. Овие анализи се од дневно па до месечно ниво, што значи дека било каков потек да се случи во ваквите чартови му се потребни од неколку денови до месеци.
за да може да видиме дали оно што се случува на чартот се исполнува она како што чартот ни покажува дека ги се случи. Значи, затоа го следиме пазарот постојано, пазарот е жива материја и секоја вест на пазарот делува позитивно или негативно, затоа и мораме постојано да бидеме активни, за да видиме кога е добро да се купува, а кога е добро да се продава на самиот пазар. Тоа е целта на моите видеа и тоа е целта на моите анализи, додека истите вие може да ги примените и на дневно ниво, за кое што нормално го сносувате самиот ризикот за тоа дали ќе биде така или не. Колку подобро, значи колку подобри сте во самата анализа, колку повеќе тренирате, толку и подобро ќе може да ги на некој начин увидите овие циклуси, алатки, формации и слично. Со тоа би го завршил ова денешно видео, се надевам дека ви објаснив што уствари значи она наскоро, што е многу битно да го разберете пред да продолжиме да работиме на криптотехнички анализи, затоа што не можам секогаш кога ќе направам анализа да објаснувам на луѓе како тоа наскоро не значи денес вечер, туку значи за месец дена или за 2 недели. Значи затоа тоа беше многу битно денеска да се разграничи. Верувам дека она што ви го покажав со ноутпадот дека значи кога ќе земеме огромен број на индикатори кои што ни покажуваат паѓање на цената надолу и еден индикатор кој што ни покажува растење на цената нагоре, не можеме да очекуваме дека цената ќе расте. Значи многу едноставно е. Се надевам дека ви се допадна овој видео, се надевам ќе го споделите со оние кои што сакаат да научат. Постојано го кажувам тоа. Значи bear market е времето за учење, bear market е времето за соодветна едукација и акумулирање и bear market е времето кога наместо да станете богат, правите генерацијско богатство и за следните генерации. Нормално, значи сето тоа е директно поврзано со вашата едукација. Колку повеќе се едуцирате, толку повеќе ќе бидете спремни да знаете во што инвестирате и како инвестирате. Нормално. Ставете лайк, коментар на вашето видео, знаеме дека ова е малку подолго, но едноставно гледате дека без престан да се спорува и ова време не е доволно, значи моментално имаме време од 1 сат и 10 минути, значи колку има да се каже само во една анализа, а последен пат правиме анализа пред помалку од една недела. Значи тоа е она што мораме да го следиме и ова се тие чартови кои што мораме да ги гледаме за постојано да бидеме во тек со она што се случува на криптопазарите, за да не бидеме касно кога треба да се купи и касно кога треба да се продаде. Ви благодарам уште еднаш, имате добар ден и се гледаме во наредните видеа. Ке пробаме да направиме неколку едукативни видеа и оваа недела заедно со повеќе анализи на останати blue chip проекти кои што гледаме дека имаат многу голем потенцијал во однос на нашите очекувања и со тоа се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание затоа што додека сте и вие значи заинтересирани за нашата работа, ќе останеме и ние да правиме вакви видеа. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден од тимот на CryptoGamedžija.